Добар ден, драги ученици. Добре дојдовте на часот на кој што ќе се запознаеме со автобиографија. А за да се запознаеме со автобиографија, ќе ни помогне Григор Прличев. Кој е Григор Прличев? Кои дела ги пишува тој? Кои карактеристики литературни и јазични ги забележавте во неговото дело автобиографија? И да видиме по одговорот на овие прашања дали е тоа така преку извадокот што следи. Значи, биографија. Сите сте го слушнале зборот биографија. Тоа е кога опишуваме нечи живот. Биографија. Ама што е тоа автобиографија? Што е автобиографија? Сега, рековме дека за тоа ќе ни помогне Григор Прличев. Тој е автор кој што живее и твори во 19. век. Се залага за воведување на народниот, на македонскиот јазик во трговијата, во образованието, односно училиштата и во сите сфери каде што има потреба од народен јазик, за да можат луѓето да се разберат меѓу себе. Кои дела ги пишува тој? Тој ги пишува поемите Сердарот и Скендербек. За Сердарот добива награда Ловоров венец во Атина, која и напишана е на грчки јазик, бидејќи македонскиот јазик во тоа време бил забранет за употреба и запишување. Потоа поемата Скендербек, потоа неколку беседи, за кои што ако некој се одлучи да учи понатаму книжевност или македонски јазик, ќе ги прочита. Па ја пишува автобиографијата, односно расказот Мечта за еден старец, кој што подоцна ќе го нарече автобиографија. Ако некој од вас погледнале извадоци од автобиографијата на Григор Прличев, ќе забележите дека е напишана на охридски дијалект, на јазикот на кој што твореле авторите во 19. век, дека е напишана во прво лице, дека авторот во неа го опишува својот живот. И ајде да видиме дали е навистина така. Саканиот учител Григор Прличев. Извадок од автобиографијата на Григор Прличев. Како за утеха на поминатите наши несреќи, Митре Миладинов дојде да учителствува во Охрид. Он се смести во дедова ми куќа заедно со својата млада невеста. Меѓу 10 учители што се изменија през моето ученикување во Охрид, ниеден не им беше толку полезен на учениците колку Миладинов. Он во секоја постапка имаше нешто привлечно. Речта му течеше од устата како мед. Свештен оган му гореше во очите. Он знаеше дека треба да не учи на грчки, инаку не можеше ни да се мисли. До негово време не знаевме речиси ништо од аритметика. По негов совет ние, постарите ученици, ги земавме огромните 3 тома од лексиконот на Агази, се собиравме дома и го преведувавме Плутарха на новогрчки. Боже мој, колку широка беше тогаш нашата памет. Миладинов не запозна и со италијанскиот јазик. За 6 месеци го преведовме целиот први том на Телемаха. Испитите станаа какви што не беа станувале. Насекаде се разнесе глас за цутењето на Охридското училиште. Од многу градови и паланки на Македонија и од најзападниот дел на Албанија се стекоа ученици во Охрид да се учат при Миладинова. Но сите му се срдеа дека мрсеше, односно не постеше. Една година, помнам, стисна глад. Мајка, необично натажена, ми предложи да постапам на занае. Тогаш јас се расплакав. Никако не ми се сакаше да го оставам училиштето. Одвај тогаш почнав да се насладувам од непостижните Омирови убавини. Малку да поразговараме за овој текст, ученици. Кој го раскажува текстот? Зашто раскажува авторот во текстот? Каде се случува дејството во текстот? Кои ликови се среќаваат? Што најмногу сака Григор Прличев и за каков текст станува збор? Можете да се ги одговорите прашањата?
па да си ги проверите подоцна одговорите. Непознати зборови, ученици, со кои би се сретнале вие во овој текст се полезен, што значи корисен, Плутарх, Телемах, автори од античката и италијанската литература, Паланка, Малград, постапам, учам, работам, непостижни, значи недостижни. Текстот го раскажува Григор Прличев. Самиот Григор Прличев го раскажува текстот. А што раскажува Григор Прличев во тој текст? Григор Прличев во тој текст раскажува настани од неговиот живот. Настани од неговиот живот. Каде ни се случува дејството? Дејството во извадокот се случува во Охрид. Но инаку, во целиот текст, а ќе го читате како лектира во 9-то одделение автобиографијата на Прличев, се случува и во Охрид, и во Атина, и во другите места каде што учителствувал Григор Прличев, оти станува учител. Ликовите кои се среќаваат во текстот се Прличев, мајката на Прличев и Миладинов. Што најмногу сака Григор Прличев и за што зборува? Григор Прличев зборува за тоа колку добар учител бил Димитар Миладинов и дека најмногу го сакал училиштето. Откако ќе дојде Миладинов да учителства во Охрид, да му биде учител на Прличев, тој го засакува училиштето. И за каков текст станува збор? Ученици, видовме дека во овој текст Григор Прличев го раскажува својот живот. И текстот во кој што авторот го раскажува сопствениот живот се вика автобиографија. Значи станува збор за автобиографија. И од тука имаме дека автобиографија е литературно-научен вид творба, во која авторот го раскажува својот живот, сопствените доживувања, а ги изнесува и условите во кои живее и работи. Значи, автобиографија е литературно-научен вид творба, во која авторот го раскажува својот живот, сопствените доживувања, а ги изнесува и условите во кои живее и работи. Зошто велиме литературен, а зошто велиме научен? Научен е затоа што се темели на точни податоци за времето и условите во кои што живее авторот. А литературен е бидејќи авторот опишува сликовито, опширно и ги изнесува своите чувства. Затоа е мощно интересен, бидејќи дава податоци за одделна епоха, за современиците на авторот и за самиот автор. Други текстови кои што имаат автобиографски карактер се мемоарите, дневниците, спомените и слично. Автобиографијата може да биде и романизирана, напишана со јас исказ и да содржи и реални и фиктивни елементи. Значи не мора се да биде реално, може да биде и измислица, и фантазија, и фикција. И некои автори со своите автобиографски дела, односно со своите автобиографии, достигнале врвни уметнички дострели, како на пример од македонската литература Григор Прличев, Марко Цепенков и други. Григор Прличев, Марко Цепенков и други. Да видиме мал извадок и од автобиографијата на Марко Цепенков, значи мерак по книгата. Таму беа во прилеп и Димитрија Миладинов и Фони Зинзифов. Тие учеа на грчки у нас тогај. Димитар Миладинов беше многу мирен, скромен и собра многу песни од кај нас и си отиде. А Фони даскалчето беше многу сербес. Песот го носеше настрана како бабаитите, со пјускионот нарамо. Чунки понекогаш се напиваше. Кога замина за во Русија, купи една гајда, еден кат Алишта селски. Кога учеше Фони во училиштето наше, виде една жена Мариовка, кај плаче со глас и влезе в црква со една зобница, што си имаше една крвава кошула од отепаниот имаш. Ја кладе при иконата од Богородица, за таа да му дојде до акот на полјакот, што и го отепа мажот. Чунки
судот ја истера. Фони ја испраша и се го пиша што му кажа Мариовката. И после го направи стихови на една книшка со заглавие Крвава кошулја. Што ученици имаме во овој текст? Што? Имаме првин да почнеме со непознатите зборови. Фони Зинзифов е всушност Рајко Жинзифов, автор на првата поема во македонската современа литература, Крвава кошула. Сербес, нервозен, луд, фес, турска капа, бабаит, јунак, голем крупен маж, зобница, сад од кој се хранат коњите со зоб. Жито. Заглавие, наслов, кат алишта, многу алишта. Што авторот опишува во овој текст? Авторот ги опишува Димитар Миладинов и Рајко Жинзифов и како Жинзифов ја напишал поемата Крвава кошула, која што представува прва поема во македонската литература. Македонската современа литература, бидејќи прва поема ни е Сердарот од Григор Прличев. Ама во македонската современа литература, Крвава кошула. Дејството се случува во Прилеп, во Терзискиот дуќан на татко му Коста, на таткото на Марко Цепенков Коста. Ученици, значи, да повториме, автобиографија е текст во кој што авторот го раскажува својот живот. Може да биде со научна основа, но и романизирана. Авторот ги изнесува општествените и историски прилики и услови во кои што живее. Не мора да биде во автобиографијата се реално, може да има и фикција, но сепак тоа не е научниот елемент, а литературниот е дека се опишува сликовито. Сега сакам вие, како домашна задача, да си напишете своја автобиографија, значи за вашиот живот, бидејќи ако пишувате за друг живот, на пријател, на мајка, на татко, на брат, на сестра, вие пишувате биографија. Вашиот живот да си го опишете, значи автобиографија. Ве оставам во пријатно расположение и пријатен ден.